Заев заминува од лидерската позиција на СДСМ, но и од Илинденска број 2. Ова е еден од настаните која одбележува неделата, а другиот настан е трагедијата и загинувањето на 45 патници во македонски автобус во Бугарија. За политичките случувања на домашната сцена ќе разговарам со универзитетскиот професор Ненад Марковиќ. Добре дојдовте во емисијата. Добар ден, добре ве најдов. На старт, дали трагедијата, сообраќајната трагедија, е знак за институционалниот капацитет на државата и системот кој помалку или се почесто потврда? Таа несреќа не е директно резултат на сите тие. Самата несреќа не е резултат на сите тие недостатоци, но несреќата ги откри тие недостатоци. Несреќи се случуваат без никаква намера да релативизирам што било од она што го споменавте, односно сите овие институционални фалирања кои се случиле. Се случуваат и кај автобуси кои се сосема исправни во држави во кои лиценците се уредни, така да причината за несреќата да ја оставиме на истражните органи да разговараме за она што можеме и што во голема мера може да ги намали шансите вакви работи да се повторуваат, иако велам тоа не е директен причинител, или дали е директен причинител ќе видиме. Има пропусти во самиот систем кои евидентно и негуваат две култури. Првата е култура на неформални односи, каде што вие без адекватни дозволи и со едно намигнување веројатно на вистинското место можете да поминете дури и граница, што би требало да биде апсолутно недозволиво. И втората е културата на неказнивост, каде што еве случајот на Ласкарти се влече по судските коридори и по коридорите на обвинителството, веројатно веќе не знам ни во која фаза е искрено самиот случај, без да биде одговорност точно утврдена. Дали оваа владина коалиција, актуелна, која се уште ќе плати цената од незадоволството на граѓаните по серијата можеби погрешни потези, погрешни политики, лоши проценки, го споменавте Ласкарци, потоа го имавме случајот со модуларната болница. На сека влада може да и се случи еден пропуст во една сфера. Меѓутоа, кога ќе се случат два огромни пропусти кои се однесуваат на иста проблематика, условно кажано, или се во иста сфера, како што е меѓународен превоз или локален превоз и така натаму, тоа веќе укажува на неможност или недостаток на желба или недостаток на сериозност да одредени процеси се реформираат или пак на влијанија кои ве оневозможуваат внатре-партиски, политички, коалициски влијанија и така натаму, што апсолутно носи политичка цена. Мислам дека секогаш ваквите големи несреќи одат секогаш за сметка на рейтингот на оној кој е на власт и тоа не може никако да се избегне во смисол на политичка штета. Она што може да се ублажи, нели, кога ќе ги имаме дефинитивно и резултатите на истрагата, меѓутоа кај нас дури нема ни култура на поднесување оставки, како што видевме. И тоа не следи 30 години, не е. Кога сме кај културата на оставки, политичката одговорност, после Заев, гледате прегрупирање на политичката сцена, после новите внатрешни партиски промени во СДСМ и новите поместувања на Илинденска број 2. СДСМ нема избор во овој момент, освен да копа длабоко, ако можем така колоквијално да се изразам. И Заев дента кога ја врза веќе, кога веќе тоа го направи, дали беше тоа паметно или не, можеме во некоја друга прилика да разговараме, дали мораше да биде така или не. Имаше во принцип два маневарски потега кои му беа на располагање. Првиот беше тој да си замине, а вториот му беше да направи длабока реконструкција. Мислам дека СДСМ се одлучи за обете. Од оно што јас го знам, ќе видиме утре, други ден и така натаму за време на викендов, ќе проследиме дали се остварило ова што јас и вие го разговараме сега. Прво ќе си замине веројатно Заев, да го обзервираме посебно прашањето кого остава за себе. Второто е дека 5 или 6 најважни министри од СДСМ ќе си заминат од владата во новиот владен состав кој се проектира. Треба да видиме што ќе биде со алтернатива, така, колкаво ќе биде мнозинството. Тоа се длабоки реконфигурации на политичката сцена и се постава прашањето на новите имиња. Сепак знаете како, колку год да не личат нас моќни, колку год да не личат многубројни, потентни политичките партии, посебно двете најголеми или трите најголеми ВМРО, ДПМН, СДС и ДУИ. Сепак тој квантум на луѓе кои може да ги искористите за вакви позиции е многу ограничен. Многу мал. Така да се постава прашањето кои ќе бидат новите министри, што од стариот состав би се задржало,
Она што најмногу се шпекулира дека Сања Лукаревска веројатно ќе биде една од персоналните решенија, бидејќи е човек со релативно чисто политичко досие и човек кој се покажал како остава позитивен впечаток во јавноста. Мислам дека тоа СДСМ ќе го искористи. И другите имиња не ги знаеме евентуално кои би биле. Прашање дали ќе се реконструираат и сите оние министри кои можеби во некоја рака го разочараа Заев или кои нема перформанс онаков каков што тој очекуваше како од своите најблиски соработници. Ке беше Марковиќ, не мисли че дека како да се вртаме во своевиден магијарсен круг, ако Заев успеа да го урне Груевски и груевизмот и таа политика на неказнивост и помалку ноншалантност, сега како тоа да се враќа како бумеранг. Во јавноста владее мислењето дека и СДСМ и оваа владеачка гарнитура има проблем околу неказнивоста, неодговорноста, помалку води политика која можеби иде на штета на граѓаните. Најмногу оди на штета на нивниот сопствен политички рейтинг што се покажуваше од изборен циклус во изборен циклус. Мислам дека една работите кои затоа мислам дека ние аналитичарите на јавноста не треба да биде изненадена зошто и партии со радикална реторика или со малку пореволуционерна реторика успеваат. Затоа што луѓето очекуваат вие да промените системски некои работи, а системски работи тешко се менуваат затоа што зависат од културата и навиките на луѓето. Политиката на неказнивост и на непонесување на одговорност кај нас е вечити лајтмотив во политиката и во незиното секојдневно функционирање. Конфронтирањето со вашите политички истомисленици е многу потешко отколку конфронтирање со вашите политички ривали. Противници е малце тежок збор, да речеме политички ривали. Не освежувањето на своите редови или не може да биде никогаш добра работа. И оди на секогаш на штета на рейтингот на партиите. Да, некои работи системски не се смени, а она што не работеше во прилог на Социјалдемократскиот сојуз беа многу високите очекувања поставени по смената на владата на Груевски. Мислам дека беа поставени дури нереално високи очекувања што се треба во општество да се менува, а не може да се менува само од политичките елити, мора да се менува и од оздола. Така да тоа е еден напор на граѓаните, на невладиниот сектор, на политиката, на секој ниво, на секој субсидијарно ниво општествено. Такво нешто не се случува. Дури мислам дека постои некоја помалку и перверзна меѓузависност на политичката понуда и побарувачка кога се работи за вакви дисфункционалности во системот, како што се кронизми, персонални релации, неформални односи, неказнивост и така натаму, затоа што има луѓе кои едноставно се навикнаа 30 години да функционираат во таква атмосфера и надвор од таа атмосфера веројатно би функционирале тешко. Следите интервју со универзитетскиот професор од правниот факултет Ненад Марковиќ. Подолг период ве немаше во јавноста, вие сте и член на Советот за национална безбедност кај председателот Пендаровски. Деновиве шефот на државата имаше еден јавен настап кај што рече готово е, свршено е прашањето околу повлекувањето на лидерот и премиер во владата Заев, но дали всушност сега целиот товар после неговата одлука за повлекување од двете позиции им остава некаков аманет и на останатите лидери на партиите, доколку и вие го сгрешите правецот на движење, истото ќе ви се случи и на вас. Во моментот сме во некакво политичко лимбо, во еден прилично така, не би можел да кажам интеррегнум, меѓутоа во еден лер условен политички, во кој немаме јасно позиционирање на моќта. Знаеме дека последните пребројувања беа 60-60, што е една пат ситуација, да се изразиме со шаховски речник, во која никој не може никаква фигура да помести, додека не се поместат, нели, додека не се реконфигурира таа шаховска табла, не може не може ни едната ни другата страна да влече некакви потези. Ниту власт успеа да ја одбрани својата коалиција, ниту пак опозицијата успеа да ја сруши истата. И сме во една ситуација во која евидентно дека тежината на политичкиот процес деловно ќе падне и на председателот. Независно од неговите ингеренции, компетенции и така натаму, небитно од неговата формална улога, мислам дека неформалната улога на председателот, чиј легитимитет не е спорен во моментов, по принцип на многу партиски лидери не им одговара од тоа да се направи пример. Им одговара да се изрелативизира, им одговара да се сведе на некоја нели вештачка оставка која е само некаков политички маневар и така натаму. Он ќе остави свој послушник за себе, сите тие целтој дискурс така да се гради со цел да таа оставка се релативизира и да
Другите лидери кои утре би загубиле можеби некаков турнус на избори би можат малце подолго да останат во партиите. Професор Марковиќ, колку во политиката на Балканот водачите се иницијатори или можеби заштитници на одредени корупцијски и криминални дејанија? Ние бевме сведоци и на промени на политичката сцена и во регионот. Во Бугарија за релативно кратко време на политичката сцена се појави нов феномен, нова партија која победи на изборите. Завршува политичката кариера на Борисов. Курти на Косово не е многу омилен меѓу своите граѓани. Да, од различни причини се случија. Борисов е човекот кој го создаде македонско-бугарскиот проблем, кој го спонзорираше за да спаси сопствената политичка кариера. На крај си замина со создавање на еден проблем кој многу тешко ќе се реши. Тоа самото ви кажува колку опортуни се политичките лидери во регионот и дека прилично би пробале се за да ја задржат својата политичка кариера и да ја спасат. Не му успеа за жал дури ни тоа. А појавувањето на оваа нова партија, нели на овој двоец кој победи на изборите укажува на силната потреба за промена кај луѓето. Сакаат нови играчи. Сакаат луѓе кои не се испрљани, сакаат луѓе кои немаат никаков политички багаж. И тоа е нормално. Тоа е константната, да речам, потрага по нови лица, по нови политички кариери, по нови потенцијални лидери. Старите се веќе доволно компрометирани. Курти мислам дека од сосема други причини го изгуби својот рейтинг многу брзо. Една прилично тврда, безкомпромисна, авантуристичка политика од негова страна. Не се снајде најдобро во односите со еден друг играч од спротивната страна негова, тоа е секако Вучич, кој е многу тврд и многу безкомпромисен играч и кој очигледно многу подобро знае да ја работи политичката сцена, особено меѓународната од Курти. И мислам дека Вучич, меѓутоа Вучич речиси 9 години неприкосновено владее со Србија. Апсолутно. Можеме да ги анализираме причините. Најголемата е секако недостаток и комплетна фрагментираност на опозицијата во Србија, како и многу други аспекти за кои може да се разговара, но да се вратам на проблемот со Курти, тоа е проблемот на таа политика на висок залог и на висока емоција, која потоа кога ќе дојдете на власт не можете да ја оправдате. Дефинитивно се бараат свежи луѓе, свежа крв во политиката, мислам дека луѓето се заморни од зборување за едните исти политички елити, особено што овие политички елити се окостуваат многу лесно во врхушките на партиите и потоа се непроменливи. Знаете, оној кој го има печатот и има моќта. Така да давањето на оставка, колку год да е тоа символично, неискрено или како сакате го наречете го назаев, сепак можеби ќе направи еден мал помак во политичката парадигма, воопшто и во политичката култура кај политичките елити во Македонија. При тоа, реков, ќе создаде таква премолчна обврска да луѓето се повлекуваат во оној момент кога ќе изгубат избори, иако не сум сигурен дека само изгубените избори се мотив на Заев да се повлече од политиката, он тоа го најавува подолго време. Има некакви други мотиви веројатно за тоа, но мислам дека и локалните избори беа дефинитивната капка која приличаше кај него, после која мислам дека ќе се повлече перманентно. Да не преюдицираме вакви работи во нашата политичка клима, тоа е секогаш ризично. Меѓу редови споменавте дека не исклучувате предвремени парламентарни избори. Дали тоа значи дека политичката криза ќе продолжи во наредниот период? Без разлика на новата политичка или партиско-политичка конфигурација на тоа е тешко да се каже. Ајде прво нека алтернатива прифати да биде во власта или нека одбие, така тоа да го знаеме. Ајде да видиме кои се тие нови лица. Бидејќи ако заминувањето на Заев ќе биде сосема залудно, ако бар 3-4 имиња кои се во моментов во мојата глава не заминат дефинитивно од ресорите во кои се. Никогаш нема. Ќе алудирате на луѓето од СДСМ или на ДУИ? Алудирам повеќе на луѓето од СДСМ, иако и ДУИ е добар момент да се приспита. Апсолутно добар момент да се приспита, иако не мислам дека ДУИ има толков проблем во таа смисла. СДСМ води ресори кои оваа криза многу ги погоди. Води ресори кои се врзани за прашања нели кои не одат најдобро во последно време, на кои допрва им предстои криза, тоа се економски, епидемиолошки, нели енергетската криза која ни предстои така натаму, и тука треба добро да се размисли околу персоналните решенија, но ако не заминат овие 3, 4, 5 министри на кои и да, алудирам повеќе на министрите од СДСМ, тогаш мислам дека целата работа е апсолутно залудна.
Заев можеше и само нив да ги смени, меѓутоа така ги се компрометираше позицијата во партијата. Вака можеби најдобро за сите. Си заминува тој, со него заминува и пола влада, како што тој најави, но да видиме кои ќе бидат тие имиња. И кога ќе видиме кои се тие имиња и како ќе функционираат, особено кој ќе биде мандатар, подоцна можеби премиер, ќе видиме дали таа политичка гарнитура ќе има тежината да ја издржи, да го издржи притисокот на ситуацијата во која се наоѓа. Така да на човек никој да не му посака да биде власт во ваква ситуација. Можеби е помудро ова зима некој да го помине во опозиција толку на власт, така да и во таа смисла не ми беше јасно и брзањето на Мицковски да побрзо дојде, нели? Можеби беше мотивирано од стравот дека еве Бугарија ќе го крене ветото во декември, зашто шансите се повторно многу мали и дека можеби Заев и СДСМ ќе спечелат нешто од таквото нешто. Отварањето на преговорите сепак би ја променило политичката клима до некаде, иако по моја некоја проценка не драматично, затоа што веќе постои замор од тоа исчекување да се отворат преговорите со ЕУ, така да и самото отварање не мислам дека луѓето ќе го пречекаат со не знам какво задоволство, но да, може делумно да ја смени политичката клима. И во таа смисла имаме многу ifs and buts, така имаме многу ако и дали, за да одговориме што ќе биде со наредната влада и како дали ќе може тежината да ја носи. Ние повеќето од имињата не ги знаеме, многу од наследниците кои се зборуваат, кои се споменуваат, како наследници на Заев, се луѓе кои никогаш не трчале избори. Тоа е исто така многу проблематично, знаете, од тој аспект. Луѓе кои се до некаде и за општата јавност анонимуси, можеби во партиските кругови се луѓе кои ги познаваат, на кои им веруваат, кои имаат некаков углед. Тоа не можам да го знам со обзир дека не сум член на една партија, не знам како стојат внатре партиските рейтинзи и репутациите на овие луѓе. Меѓутоа општата јавност добро дел овие луѓе не ги знае, ќе мора да се прилагоди на овие имиња. Знаете, тоа е меч со двеоштрици, истовремено и шанса да успеете, шанса и да пропаднете. Ќе им треба време да се консолидираат, ќе имаат тежок зимски период за поминување. Дури потоа можеме да разговараме што и како би било со таа нова влада и дали ќе се создаде амбиент за предвремени парламентарни избори. Ви благодарам за гостување во емисијата. Благодарам и вам. Пошто гледате, че тоа беше професор Ненад Марковиќ од Правниот факултет и советник, односно член на Советот за национална безбедност кај претседател Степан Наровски.